Денеска е чист понеделник, ден кога православните верници започнуваат со големиот 40-дневен великденски пост. Според обичаите, денеска се чисти куќата, особено садовите, во кои се јадело мрсна храна. Великденскиот пост трае 40 дена, со што символично се прикажани 40 денови кои Исус Христос ги поминал во пустина, во строг пост и молитва, пред да почне да го проповеда своето учење. Во текот на 7-неделниот период од Великденскиот пост има повеќе празници. Во првата недела од Великите пости, односно од денеска до среда, се празниците познати како Тримери, кога од полноќ на прочка 3 дена ниту се јаде, ниту се пие. Трет ден по прочка е женски празник, посветен на мајките, ќерките, на новите поколенија. Најчесто овој обичај го практикувале девојките подготвени за мажење, значи некаде возраст од 16, 17, 18 до 20 на години, зависи кој на колку години се мажела. Ништо не ставале во уста, дури сум среќавал информаторки кои што напоменуваат дека дури устата ќе испука од недостаток на вода, од дехидрација, да речеме, и со тешки последици, но биле упорни, бидејќи ова тримерење, овој 3-дневен пост со тотална абстиненција од храна, па и од течности, го зацврстува духот, според нивното кажување, значи обстојувале во својата упорност и вообичаено се тримерело неколку години поред, значи не само еднаш во животот, значи настојувале тоа да го направат барем најмалку 3 пати во текот на своето моминство. А детите, како што е редот, се пренесуваат од поколение на поколение, низ вековите, а во делови од Македонија, посебно во Струмичкиот регион, празникот обстојал до ден денешен. Како што е редот, нагости на Тримери се доаѓа со подарок. Пожелно е да се донесе боза, овошје, посен специјалитет. На трапезата има од се по нешто посно. Главно посно гравче и сарма, овошје, пред се портокали, а и боза, за доилките да имаат млеко за бебињата. Зелник, благи работи и кравајчиња. Посебно место има пченицата со конопни зрна. А детите за Тримери се пренесувале од баба на мајка, од мајка на ќерка. На Тример, адете младите невести што туку влезени во брак и армасаните девојки да одат нагости на покана од мајките. Атмосферата е секогаш весела и распеана. Домакинката, мајка на младата невеста или на армасаната девојка, по правило држала Тример. Што туку мажените или што туку армасаните, мора да бидат благословени од мајките да имаат добар брачен живот, да им пренесат совети како да ги почитуваат бракот, сопругот и семејството, а наскоро и како да се однесуваат со својата рожба. Зошто се слави, но и зошто жилаво се одржал низ вековите до денешното современо живење овој стар македонски обичај, го прашавме директорот на Институтот за фолклор Зоран Чомалинов, кој вели дека тримерите се убава символика на македонската традиција, која за жал веќе е во изумирање. Токму затоа потенцира Малинов, добро е да се потсетиме на македонскиот фолклор и на животот на македонците во минатото, иако не се исклучени и примери во кои и денеска се празнуваат Тримери. Колку што сум запознат од теренските истражувања, значи, иако на некој начин имаме обновување на обичајната традиција што е практикувале некојаш нашите дедовци и баби, сепак постите великденски се практикуваат, но многу ретко, барем јас не сум сретнал кај помладите генерации, тоа да биде во вид на тримерење, значи 3-дневен тотален пост, без внесување на никаква храна и течности, бидејќи нели слушавме во претходното излагање дека тоа на некој начин создава проблеми и физиолошки од аспект на здравјето. Традицијата нели има едни норми, но современието се прилагодува на современите текови и тешко дека овој обичај би се вклопил во денешните текови, бидејќи например девојките едно време не оделе на работа, не оделе на училиште, на факултет. Денес ако тримера 3 дена би им се слошило и
тешко дека би го издржале сето тоа. Пораката за прославата на Тримери е едноставна. Љубов, среќа за младите и успех во животот. Во денешно време, уште повеќе се чини ни е потребен тример за мир и слога во домот. А ако е умешна жената како столб на семејството и на домот, спокојството и среќата сами ќе си дојдат.